почитувани граѓани, со оглед на тоа дека оваа говорница, собранискиот канал ни остана најверојатно најдемократскиот медиум во државата, еве ја користам приликава уште еднаш да потсетам што се случува во Собраниево и воедно да изразам жалење и за граѓаните што се должни во сабота на ручек да мора да слушаат за вакви полициско-партиски пуч, за ваков полициски-партиски пуч во Собранието. Ова што сега се случува во Собранието на Република Македонија е за жал испишување на жална историја. Јас исто така за жал втор пат учествувам директно во практицирање на она што значи диктатура од страна на владата на Груевски. Првиот пат беше затварањето на А1 телевизија, кога со 500 полицајци власта буквално упадна и ја превзеде телевизијата. Јас бев сведок како го уапсија сопственикот на телевизијата и цел менаџерски тим. Нивната голгота се уште трае. Се уште две жени уапсени тогаш се наоѓаат во притвор. Едната од нив е мајка на 3 малолетни деца. Таа е ќерка на господинот Рамковски и неа ја држат токму како само заради казна за сопственикот. 2 години Емил Рамковска си ги нема видено сопствените деца. Малото дете го остави на 2 години, сега направи 4 години. Поголемото девојче беше 8 години, 10 години направи. Децата ќе си ја заборават мајката само поради насилието, диктатурата и не знам колку пограден збор да употребам за начинот на кој што владее Груевски. За жал, сето ова што го прави беше единствена цел да се затвори највлијателниот, единствениот и првиот демократски медиум во државава, но и народната телевизија. А1 телевизија беше телевизија на народот. А1 телевизија беше најмногу телевизија на земјоделците. Таму можеа да се ги кажат сите маки кои што ги има и таму бараа решение на нивните проблеми. Затварањето на А1 телевизија, на сите на тој медиум, но и на сите фирми од Перо Наков, значеше 600 луѓе да останат без работа. 600 фамилии оваа власт лиши од обезбедување на екзистенција. Втор пат учествував во исто вакво практицирање на насилие од страна на диктатурата на Груевски. Тоа беше рушењето на Космос, каде што повторно 300 семејства остави без екзистенција. И таму имаше кордон полиција, и таму бевме со колегата Сапет Бишевац на браникот да се одбрани што може во една демократска Македонија. За жал, ова што денеска се случува, се надевам дека почитувани граѓани ќе допре уште повеќе до вас. Ако можевме да кажеме дека се случило прв пат со А1 телевизија, втор пат со Космос, тука е убиството на Мартин Нешковски, тука е затварањето политичкиот затвореник Љубе Бошковски, тука се сите неправди што ги направи оваа влада. Ова се однесува буквално на сите.